што е многу важно е да се види каква одговорност ќе има и како ќе се расчисти целиот овој случај. Министерот за внатрешни работи пред малку одржа пресконференција на која соопшти до каде е истрагата и колкумина се осомничени за кои дела практично за да дојде до оваа несреќа која што ја видовме. Александар Спасовски во Кочани беше на пресконференцијата на министерот Панче Тошковски. Александар, за колку осомничени лица зборуваме и што точно Министерството за внатрешни работи до овој момент има утврдено? Саци, како што кажа министерот Панче Тошковски, станува збор за 20 на осомничени лица, меѓу нив, како што кажа тој, 15 мина веќе се обезбедени и се наоѓаат во полициска станица, меѓутоа меѓу осомничените има и лица кои што загинале во пожарот, а има и 4 лица кои што во овој момент се на укажување на медицинска помош во болнициве низ земјава. Според информациите кои што ги соопшти министерот Тошковски, меѓу осомничените има и членови на бендот кој што настапувал, син на собственик на дискотеката, управител на правно лице, еден од поранешните директори на дирекцијата за заштита и спасување, како и една поранешна генерална државна секретарка во Министерството за економија. Според информациите кои што до овој момент ги има обезбедено истрагата, се сомневаат дека на коруптивен начин собственикот на дискотеката успел да набави, како што рече министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, фалсификувана лиценца за да може да работи неговиот клуб, и иако тој не сакаше директно да каже, веројатно тоа е едно од причините поради која што меѓу осомничените е и поранешната државна секретарка во Министерството за економија, имајќи предвид дека оваа институција согласно последните законски измени била надлежна да дава лиценци за работа на вакви локали. Во поглед на тоа колку во поглед на бројот на осомничени и начинот на кој што тече истрагата, имаме дел од изјавата на министерот Тошковски. Има осомничено повеќе од 20 на лица. Околу 15 лица се во полициска станица. Дел од осомничените за предизвикување на овој кривично правен настан се починати, согласно сомненијата кои што ги имаме до сега од аспект на осомничени. Дел се во болница. 4 лица имаме моментално обезбедени во болница. 2 члена на бендот, син на собственик на дискотека и управител на правното лице кое што ја менаџира во дискотеката. Дел од приведените лица кои што моментално се во полициска станица се луѓе кои имаат директна вина во врска со овој кривично правен настан, согласно доказите кои што ги имаме до сега со ова. Односно, приведено едно лице кое што е организатор на настанот и за кое што имаме сомнение дека е еден од оние кои што имаат директна вина во рамки на сторување на конкретни кривични дела поврзани со овој настан. Исто така, приведени се поранешен државен секретар на Министерство за економија, поранешен, мислам дека и сегашен раководител на еден сектор во рамки на Министерството за економија. Имаме приведено поранешен директор на дирекција за заштита и спасување и тројца вработени во рамки на дирекцијата. Александар, што значи овој дел поврзан со лиценцата? Слушаме во текот на целиот ден и гледаме информации кои произлегуваат од самата документација дека овој објект немал лиценца за работа, односно последната била истечена минатата година во март. Но сега министерот за внатрешни практично алудира на тоа дека постои некаков нелегален документ кој го поседувала дискотеката. Што точно се случува во врска со нејзиниот правен статус?
Во овој момент министерот Тошковски рече дека нема да излегува со повеќе детали, имајќи предвид дека доколку би излегол, тоа би можело да и наштети на истрагата. Барем така рече, меѓутоа потврди одредени шпекулации кои што ги отворија новинарите, морам да кажам, пред се, кои што рекоа дека повикувајќи се на информации кои што кружат овде низ Кочани, дека тој платил 7.000 евра за да добие лиценца на нелегален начин, и министерот Тошковски рече дека и полицијата ги има овие информации, дека веројатно тие информации се точни. Рече дека лиценцата е добиена преку систем на мито и на корупција, меѓутоа, како што кажа, нема да дозволи во оваа ситуација оние кои што го прекршиле законот да се извлечат. Рече дека сите ќе бидат објавени со име и со презиме и дека најстрого ќе одговарат. Имаме дел од изјавата на министерот Тошковски. Легална лиценца за работа оваа фирма нема. Не би сакал да откривам повеќе детали во таа насока, заради тоа што сме во многу рана фаза во рамки на оваа истражна постапка. Но сакам едно да кажам, а тоа е дека и оваа лиценца, како и многу други работи во минатото во Македонија, е поврзана со мито и корупција. Александар, имаме ли понови информации од јавното обвинителство? Нивната пресконференција беше денеска околу пладне. Од тогаш имаме ли сознанија во врска со постапувањето на оној истражен тим од 6 јавни обвинители кој беше специјално формиран за истражување на оваа несреќа? До овој момент, она што го имам како официјална информација, имајќи предвид дека министерот Тошковски предмалку потврди дека имал неколку состаноци со обвинителот Коцевски, а она што го добив како информација од основното јавно обвинителство, тие во 18 часот треба да одржат пресконференција тука во Кочанското обвинителство, што значи за нешто помалку од 2 часа ќе ја проследиме нивната пресконференција. Инаку сакам да кажам дека во текот на целиот ден, додека сме овде пред полициската станица во Кочани, се носеа голем број на докази, во црни вреки се префрла овде. Имавме можност да ги видиме и еден синтесајзер кој што беше половично изгорен, една гитара која што веројатно припаѓала на оние кои што вчера ги забавувале граѓаните кои што се наоѓале во дискотеката. Во полициската станица, со оглед на тоа што падна силен дожд, бевме повикани внатре да проследиме пресконференцијата. Можам да кажам дека цела полициска станица мириса на дим, веројатно од прибраните докази кои што се чуваат во некои од просториите таму. Остануваме ние овде во Кочани, ќе се обидам во 18 часот да се вклучам од пресконференцијата на јавниот обвинител Коцевски со нови детали. Она што до овој момент го имаме како официјална информација, тоа е дека бројката на загинати во моментов официјално е 59 лица. Александар Спасовски во живо.